Добар ден и добре дојдовте во 0N Plus на телевизија Телма. Денес имаме една релативно несекојдневна тема – тандем доење, односно истовремено доење на две деца со различна возраст. Многу жени не би се нафатиле на ваков чекор, бидејќи сметаат дека е преголема жртва за мајката. Но денешната гостинка не размислува така, таа успешно тандем доеше. По долг период ќе ни објасни колку време и како. Во студиото со нас е Лиса Баута Шакири, правник по професија, мајка на две деца, на Мик и на Бен, и сопруга на познатиот македонски музичар Бени Шакири. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ова е една интересна тема, која што е и овие работи поврзани со ваквиот начин на доење се релативно непознати, па сметам дека ќе биде мощно интересно за гледачите да го проследат овој разговор. И ве за почеток, како вие се одлучивте да доите тандем? Нели беше преголем предизвикот? Што ви беше мотив да започнете такво нешто? Па јас откако се роди првото дете, значи одлучив дека ќе го дојам додека самиот не се одбие. Сметав дека тоа е секогаш подобро за детето. Ги знаеме и другите страни, значи освен психолошката страна, знаеме дека мајчиното млеко е нели најдобра варијанта за исхрана на детето. И тогаш одлучив дека ќе го дојам додека сам да се одбие. Меѓутоа, после 18 месеци доење, дознав дека сум бремена со второ дете. Тука имаше еден период кога не знаев дали е добро или не е добро, нели тогаш веќе не размислуваш само за едно дете, туку размислуваш за двајца. И почнав да се распрашувам по лекари, дали педиатри, дали гинеколози, за на крај да дојдам до заклучок дека можам да дојам. Така, до неодамна ставот на гинеколозите и на медицинските лица беше дека постои ризик да се дои во текот на бременоста. Многу бремени жени веднаш се одлучуваат да ја прекинат, да го прекинат доењето, или пак на форумите се распрашуваат што да прават и како да прават. Но се ревидира тој став, во моментов работите стојат поинаку. Може да се дои за време на бременоста. Да, апсолутно. Знаете како, историски гледано, значи жените доеле во тандем. Така? Низ историјата. Меѓутоа со модерното време, посебно со движењето на феминистките, почнува тоа да се намалува. Значи ние имаме тренд на намалување на времето на доење и кај мајки кои што дојат само едно дете, нели? Меѓутоа тоа се све некој вид на еволуција која што пак на крај се враќа во коренот. Иако многу мајки одлучуваат да не дојат во бременост, убаво би било да ги знаат причините зошто да не се дои во бременост. Така. Тука веќе можеме да влеземе во дискусијата дали и за кого е тандем доење. Значи не секоја жена може да дои во бременоста. Апсолутно не. Значи имаме различни организми, нели? Има жени кои што имаат историја на спонтани абортуси. Значи тука апсолутно не се препорачува доење во бременост. Се знае дека доењето лачи окситоцин, кој што може да предизвикува контракции. Не мора да значи дека ќе предизвикува, меѓутоа во такви случаи кога имаме жена која што има неколку спонтани абортуси или ризична бременост, тогаш веќе не е препорачливо. Да. Така. Вие имавте нормална бременост, но дали ви се јавија контракции за време на бременоста? Да, контракции ми се јавија. Јас уште не знам дали ми се јавија поради доењето или пак јас во втората бременост веќе бев свесна што е тоа што се идентификува како контракција. Тоа се случи некаде од почетокот на 5-6 месец на бременоста. Меѓутоа тоа не беа редовни контракции, не беа контракции кои што можат на некој начин да бидат сметани како аларм дека треба да се престане со доењето. И еве интересно е тоа што јас второто дете го носев подолго отколку првото. Така. Значи се породив 2 дена пред терминот. Така. Така да секогаш самиот организам ти кажува колку можеш и дали можеш. Од друга страна, сметав дека јас бев релативно млада кога бев бремена и со првото и со второто дете.
Сметав дека во младоста, нели, имаш повеќе сила, повеќе издржливост, нели? И успешно помина целата бременост. И после тоа 7,5 месеци тоа е во тандем. Ќе го објасниме сето тоа, само сакав уште едно прашање поврзано со бременоста. Вела дека вкусот на млекото се менува во текот на бременоста, па детето самото се одбива од цицање. Забележавте ли вие некои такви промени, миг да не сака да цица во одреден период? Ви се намалили количината на млекото? Да, значи се смета дека некаде околу 16-тата недела од бременоста почнува да се лачи колострумот. И Мик, пошто беше доволно голем, изборуваше, ми кажуваше дека нешто е јаки, меѓутоа тој си продолжи да цица. Имаше денови кога лактацијата беше значително намалена, меѓутоа за големо дете тоа не е проблем. Значи Мик мислам на 2 годишна возраст јадеше и други работи, нели, нормално. Не беше главен извор на нутриенти мајчиното млеко, така да дури и скроз да се изгубеше лактацијата, немаше да биде некој страшен проблем. Да, се менува, нели? Так, се менува вкусот. Меѓутоа вкусот се менува и во секојдневието, во зависност од исхраната на мајката, така да не беше некој проблем во нашиот случај. Вие се одлучивте за тандем доење откако добро се информиравте. Купивте книга, значи да. Имате литература поврзана со сето ова. Можете ли нешто повеќе да ми кажете за оваа книга која што ја набавивте? Кој е авторот и какви информации има во неа? Авторот е мајка на 2 деца која што исто така била тандем дојлка. Така? Значи тука таа направила истражувања, има различни искуства од различни мајки. Така. Исто така, нели, и од лекари и од други професионалци кои што се занимаваат со тематиката. Значи книгата е све што може да ти падне на памет како прашање, од почетокот на бременоста, па све до до завршувањето на тандем доењето е наведено во книгава, вклучително и исхраната на мајката, и малку има и историја како жените тандем доеле во минатото. Јас искрено да ви кажам, од тие различни искуства и различни ставови што луѓето околу мене ги има во врска со тандем доењето, имаше моменти кога не знаев што да правам, а бебето беше на пат да се роди и морав да најдам нешто порелевантно како извор на информација за да можам да одлучам што е подобро за сите тројца. Така, и одлучивте дека најдобро би било доколку ги доите 2 деца истовремено. Сега кажете ми, кога се вративте од болница, дали имавте колострум? Дали дојде до промена на млекото, на составот на млекото? Да, апсолутно. Значи, промената е очигледна. После пораѓај, нели, истото што се случува со мајките кои што не дојат во бременост, истото се случува и со мајките кои што дојат цела бременост и после, нели, се пораѓаат и одма има повеќе млеко, има колострум. 10 дена Мик се одби. 10 дена не сакаше да цица, така да целиот колострум отиде за бебето. Така. За Бен. После 10 дена се врати пак. И тука веќе почна нашата авантура во тандем доење. Ајде сега малку за таа авантура. Како изгледаше цица, 2 деца истовремено? Може ли да се дои на барање? Бебето кога сака, колку сака, каде сака? Значи, поголемото може да го бара истото. Дали доевте постојано? Како изгледаше тој период? Па, тоа изгледаше цело време доев. Цело време доев или едното или другото. Секогаш дојам на барање. Значи, не се гледа на саат кога се дои, затоа што ние никогаш не можеме да знаеме колку калории внесило детето и колку милилитри млеко испило, нели? Так. Имаше моменти кога
кога двајцата одеднаш бараа да цицаат, тоа беше малку по, да не кажеме тешко, туку понапорно. Па дури на миг почна да му биде интересно, зашто додека цицаа двајцата, големиот го галеше малиот. И ако го види дека е буден, пошто нели бебињата спијат подолго, Така. го гледа дека е буден и вика: "Бен, дојди, има нешто и за тебе." Така започна. Добро, има некои правила тука. Значи, прво бебето се дои, Така. значи од истата града, после се дава на поголемото дете. Затоа што прво доаѓа колострумот, значи тоа нека се потроши на бебето и после тоа за допразнување на градата се дава на поголемото дете. И тоа цело време се прави неизмерично. А каква беше реакцијата на Мик кога разбра дека бебето ќе цица? Исто како и тој. Имаше ли фаза на љубомора? Или го подготвивте за сето тоа? Ние го подготвувавме 9 месеци, речиси. Меѓутоа, дете како дете, друго е кога тоа го добива како информација, а друго е кога ќе го види. Значи, бебињата, пошто плачат доста, и јас цело време му кажував дека добро, сега ти мене си ми партнер и ние заедно треба да го израснеме ова дете. И кога ќе плачеше Бен, јас му кажував на Мик дека тој сака да цица. И Мик вика: "Па добро, тогаш дај му." Викам: "Мораш да кажеш, те молам." И сето тоа испадна како јас да му правам услуга на Мик со тоа што го дојам Бен. И така ние некако успеавме да му избегаме на моментот љубомора помеѓу двајцата браќа. Иако, нели, кога ќе го види него дека цица, сака и тој, нели, го потсетува, меѓутоа не беше ништо страшно, да кажем. Мајките кои што дојат сметаат дека ова е исклучително исцрпувачки процес, но од изјавите на мајките кои што дојат тандем, некако добив впечаток дека тоа и не секогаш е толку страшно. Паднавте ли некогаш во некоја криза? Како бевте расположена? Каква беше вашата психофизичка состојба? Па знаете како, има добри денови и лоши денови во мајчинството. Значи, не е тоа така сјајно и лесно и убаво, меѓутоа не е ни толку макотрпно. Значи, јас сум приметила дека ние мајките знаеме понекогаш и да ги увеличуваме работите, почнувајќи од бременоста до преку пораѓајот па до доењето. Целото тоа е нешто што поминува. Еве, ние веќе 2 години не цицаме, не доиме, значи сме аут од целото тоа. Кога се навраќам назад, имаше денови кога почнував да плачам, пошто веќе не знаев кому попрво, што да направам попрво. Едното сака да оди во ВЦ, другото цица. Значи, има и такви моменти, меѓутоа, целото тоа поминува и се заборава и на крај останува тоа дека јас го направив тоа што мислев дека е најдобро за моите деца и одиме понатаму. Подвиг во секој случај. Потребна ли е поддршка од потесното семејство? Како тие реагира на вашата одлука да доите тандем? Апсолутно, значи помошта од потесното семејство е круцијално во овој случај. Ние знаеме дека една мајка која што не може да се наспие, да се одмори, нема да може и да произведува доволно млеко за 2 деца. Јас моето потесно семејство го едуцирав за време на бременоста, така да сите знаеа све што треба и како треба за кога ќе пристигне бебето да можеме да се синхронизираме. Значи ги подготвивте сите одоколу. Да. Так. Сите. Дури со книгата вака шетав по дома и кој сака да чита може слободно да се информира, за да не морам јас цело време да објаснувам што е и како е. Јас најдов на голема поддршка и помош. Така, тоа е неопходно. Тука видов дека има посебни позиции за доење. Значи, требаше ли некои работи да се научат за да се постигне таа рутина, дневна рутина? Па јас имав веќе 2,5 години стаж во доењето, така да сите тие позиции ми беа познати. Поинаку е кога доиш бебе или поголемо дете, нели? Јас додека беа бебиња избегнував да ги дојам додека лежам, затоа што нели изморена, ненаспана, имав потреба да спијам и се плашев дека може да заспијам па да го угушам бебето.
тоа е, како да кажам, индивидуално. Секоја мајка сама си одредува како е поубаво, а исто така и самите бебиња одредуваат. Помалото дете сакаше да цица додека лежеше, а поголемото можеше да цица додека лежеше само ако му е време за спиење. Значи ние имавме ситуации кога малото со малото цицање. го дојам, нели, како бебе, а големото стои и цица. Значи има секакви варијации на темата. Ајде сега да дојдеме до оној дел одбивање. Поголемото дете се одби само на 3 години, да. Се одби еден ден, престана да цица, побара сок од јаболко и толку беше. Да, толку беше. Јас дури се зачудив како е можно тој да не сака да цица, затоа што Мик беше, можам да кажам, опседнат со цицањето. Значи, јас почнав да му нудам храна пред да го дојам, значи со тие мали трикови за да не обврнува толку внимание на цицањето. И еден ден само рече: "Мами, јас сум веќе голем и не сакам веќе да цицам, сакам сок од јаболко." Тоа беше последен пат што го дојде. А малото? Бен продолжи да цица. Тогаш веќе, пошто принципот на лактација е така што колку се троши, толку се произведува. Так. Значи се намали лактацијата кај вас. Се намали лактацијата кај мене. Бен беше помрзлив од Мик. Значи тој не сакаше многу да се мачи за цицање. И лека по лека, мислам дека после 6 месеци и тој се одби. Така. И значи колку време доевте тандем? Па 7-8 месеци. 7-8 месеци. А не доите веќе колку време? 2 години. 2 години, така. Да. И што сосема на крајот би им порачале на мајките кои што ќе се најдат во ваква ситуација? Да се консултираат со нивниот лекар во врска со бременоста, да видат дали се во група на ризични бременности или не, да пазат многу на нивната крвна слика, значи ако се анемични не би смеело да дојат. И ако можат, тогаш колку и да е тешко, нека продолжат со тандем доењето, затоа што и тоа завршува, а е многу убава фаза во животот и на децата и на мајката. И тандем доењето е една од тие клучни фактори што ги поврзуваат браќата, сестрите помеѓу себе. Денеска браќата се исклучително блиски, Мик и Бен, и понатаму заштитнички се однесува по старото синче кон помалото. Бени беше гостин во 0N+, па ни раскажа некои моменти од вашето секојдневие, кои што беа навистина интересни да се слушнат, и сосема еве можеме на крај да им порачаме на мајките кои што дојат да внимаваат на исхраната. Тоа сакавте да го потенцирате. Апсолутно, да. Така, здравата исхрана е клучна за добра лактација, односно за квалитетно. Односно секој млеко е квалитетно, но во секој случај витамини, минерали бебето прима преку Да, па многу е млекото. мала разликата помеѓу добро исхранети мајки и изгладнети, пример, во Африка. Многу малку се разликуваат. Значи, мајчиното млеко е перфектно. И така е дизајнирано што многу ретко може да се случи да не е доволно за детето, или нели ги слушаме педиатрите, немаш доволно млеко, треба дохрана. Значи, јас сум апсолутно против тоа. Мајчиното млеко е најубавото нешто што може да и апсолутно незаменливо, да. Така. Лиса, ви благодарам што бевте дел од 0N+, и што со гледачите ја споделивте вашата приказна, вашето искуство за тандем доењето. Благодарам и вам, ми беше задоволство. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Имете убав викенд. Пријатно.